Дами и господа новинари, денешниот платен чај и кафе по закажаната конференција за печат со уредно платена профактура половина час од издавањето до Ферспет маркетинг, односно маркетингот на хотелот Александар Палас, во кој е вклучено чај и кафе, да ја малку стоплиме, ќе ја добиете друг пат. Затоа, ова е невообичаен начин на отварање на конференција за печат, но што да се прави, ова е дел на акционерската култура и свест на господата кои на оваа рампа оневозможија новинарите да влезат и да се приближат пред вратата на хотелот. Тоа е една од ситните причини, може би беззначајна, но е многу илустративна, зошто господинот Драги, кој е до мене, заедно со мојот властодавец Quest Investment PLC, афирмирана меѓународна куќа со седиште во Лимасол, Кипар, бараат да се одржи вонредна седница на акционерското собрание во АД Ферспет Скопје. А со оглед на тоа дека условите за работа не се баш пријатни, но ова мене ми се повторува, бидејќи така беше со Македонија Табак 2001 година, кога беше почната борба за остварување на акционерската права, на акционерските права. Принципијално, сакам да ве замолам, нека овој повод биде поттик да се разгори истражувачкиот нерв, бидејќи за ова тема, за сето она што го имате во текстот што ви е поделен, за да не го повторувам во целост, располагаме со комплетна документација која во даден момент непосредно пред собранието, како на сите вас, така и на сите акционери ќе им биде поделена. Една од главните причини заради кои го бараме свикувањето на собранието е што носечките по број на акции, 20 акционери, може да се забележи од увид во документацијата што ни е достапна, во сотек на време се појавуваат како луѓе кои купувале акции во брокерската куќа Ферспет Брокер, чиј е основач Ферспет АД Скопје. Тоа што купуваат акции е нивно право, а ние сме свесни што носи пазарното стопанство и што носат ризиците од него. Меѓутоа, интересен е начинот на кој тие ги купуваат акциите. Се разбира, акциите се за нив лично, но не ги плаќаат акциите, туку нив ги плаќа Ферспет АД Брокер. Интересен е податок што ова е настано 2009 година, а веќе 2011 година, председателот на управниот одбор на Ферспет Брокер АД поднеса ги отпишува долговите кои се настанати со купување на овие акции. Ова е ситен податок што не е последен. Ова е само една алка од ланецот на неправилности и по наше согледување и оценка незаконитости кои водат до тоа да менеджментот на АД Ферспет Скопје давал позаемици во парични износи од неколку милиони евра на физички и правни лица кои никогаш не се вратени. Прашање е дали на тој начин не се повредува еден од основните принципи на законот за трговски друштва за еднаквост на сите акционери. Конкретно речено, законот посочил дека сите такви правни активности се сметаат, согласно законот за трговски друштва, за ништовни. Ова само е уште еден детаљ за да се обидеме да укажеме на потребата надлежните органи на Република Македонија. Не сакам да ги набројувам, бидејќи сите си ги знаат своите овластувања, кои настојуваат да се обезбеди и да се одржи имиџот на Република Македонија како една од најпосакуваните дестинации за странски инвестиции, по барање на странските акционери кои се членови на Ферспет АД, кои се акционери во ова друштво, да направат увид во финансиското работење на оваа компанија, па да се утврди дали навистина стојат незаконитостите на кои ние укажуваме во поднесеното вонредно барање за свикување на седница на акционерско собрание.
А барањето што го поднел Quest Investment PLC од Лимасол Кипар, заедно со господинот Драги како акционер, всушност бара независен областен ревизор да биде ангажиран и да му се дозволи овозможи да направи увид во финансиското работење на компанијата. А се разбира, за тоа постои непосреден правен основ во член 460В од Законот за трговски друштва и се надеваме дека во законскиот определен рок менеджментот на АД Ферспет ќе се произнесе по ова барање, во спротивно мојот гласодавач ќе продолжи со законот утврдената постапка. На вонредното собрание на акционери кое е закажано во Охрид, меѓутоа не станува збор за одговор на барањето што го поднел мојот гласодавач, туку за собрание што го закажува менеджментот на Ферспет, на Ферспет АД Скопје. Сакам да посечам дека надзорниот одбор имал законска обврска да врз основа на овие укажувања и согледувања, не да чека некој друг да го потикне како странски акционер свикувањето на вонредна седница на собранието, туку тој самиот тоа да го направи. Во овој поглед затаел принципот на совесен и одговорен стопанственик, утврден во законот како носечки меѓународен правен стандард по кој треба да се придржуваат и постапуваат и членовите на надзорниот одбор и акционерите. Со одреден број на действија, како претходно веќе напоменатиот, и со нивото и износот на позаимиците кои се дадени, а заборавени да се побараат назад да бидат вратени пред основа на правни принципи, за кој повторувам, имаме сериозна документација која сме подготвени да ја понудиме и на сите надлежни органи, доколку ценат дека соработка на тој план им е потребна, се руши акционерскиот капитал на друштвото Ферспет АД Скопје. Не би сакале да се доведеме во состојба да има друштво, има имидж кој потонал заради незаконито постапување на група акционери и злоупотреба на акционерската моќ која произлегува од нивните подарени акции на штета на останатите акционери во компанијата. Со оглед на тоа дека во Република Македонија се закажуваат седници на собрание на акционери вонредни и се закажуваат надвор од Скопје многу пати за да се оневозможат малцинските акционери или посиромашните акционери да присуствуваат, мојот гласодавач Quest Investment PLC од Лимасол Кипар на денот на одржување на седницата на акционери на 10 јануари ќе обезбеди бесплатен превоз автобуски од Скопје до Охрид и назад за сите акционери кои сакаат да присуствуваат на оваа седница. Во оваа насока на будење на акционерската свест и укажување на потребата дека е крајно време, ама навистина крајно време акционерите да преземат мерки да го заштитат својот акционерски капитал, се дадени и објавите што дел од електронските медиуми и печатени медиуми во Република Македонија веќе ги објавија. Да не должам, бидејќи ова што планирам да го кажам веќе ви е поделено, а сакам да посочам да не паднете во заблуда, да сметате дека во дневниот ред што го предложил менеджментот на АД Ферспет Брокер, ќе сретнете една многу интересна одлука. Насловот на одлуката вели одлука за авансна исплата на дел од досега акумулираната добивка. Кога ќе ја видите таа одлука, насловот зборува едно, а нејзината содржина во првиот член вели. Значи не се споменува сега покрај насловот поим избор исплата, туку едноставно вели акумулираната добивка останува и натаму во друштвото за потребите на акционерите. Дали се ова потребите на акционерите? Да оневозможите уредно платена конференција за која ќе се сносат судски последици, бидејќи ние го сваќаме како подсмевање на
а мојот властодавач, инаку меѓу другото, по основ на акционерство, лице со право да присуствува во овој хотел, со платена сметка. А ве молам да не се повторувам, бидејќи немаме да повелете тоа сакате. Да, јас сакав сега, пошто вие не повикавте да истражуваме, но мора да признаеме дека малце е тешко, пошто во централен депозитар не може да се најде моменталната собственичка структура на Фершпет, барем со акционери над 100%. Прашањето ми е колку поседува акции овој фондот Quest Investment со седиште во Кипар? Во овој момент Кои други се клучни акционери, нели? Колку поседува? Да, и кои ги само еден по еден ме молам. Да. А јас не можам да ви кажам кој сега ги купува акциите, а мојот властодавач има 469 акции во Фершпет АД Брокер, зборувам за Quest Investment. Тоа колку проценти? Не можам во процент да ви кажам, да не ви дадам погрешна информација. Добро да го израчунаме спрема 18.000 акции, така ли? Да, господинот Раѓе е до мене. Тој, ако има желба, веќе законот е ригорозен, овој вид податоци во Република Македонија се сметаат сепак за податоци од лична природа. Ако господинот Раѓе сака... Дали ова е господинот Драгош Да, тој е што имате подписникот околу на... 10% Да, или 5% сега? Над 5%. Над 5%. малку напред. Раѓе. Акции на друштвото е 17.795. Тие што ќе учествуваат сега. Толку се акциите на друштвото. Сега кој колку акции има, кога ќе се подели, ќе се најде кој А колку зашто пишува проценти. акции на Фершпет 18.113.000, мислам, кај што се податоците за компанијата на Беслет? Да нема 18.113 точно се акции, али откупени се Фершпет. собствени акции кои немаат право на глас. Кој нема Предпоставувам. тие се, затоа ги одбивам. Значи со право на глас е овие 17.000 што ги кажа. 17.790. Добро, сега колкумина акционери се сплотени, нели, против семејството накови, како што имаме прилика да... Во проценти 35%. Околу не можам да тврдам. Но неофицијални се податоците. Неофицијални, Штери Јонаков со синовите и неговата сопруга поседуваат околу 25-6%. И кои се главните забелешки? Еве, вие сте долгогодишен акционер, знам ти кога се излегува вашата структура. Кои се главните забелешки на компанијата што сега еве и вие? Главните забелешки, Штери одлучува за све, не консултира никој.